Две значајни одлуки за Штип и Пробиштип се донесени на синокешната владина седница во Штип. И официјално, владата одлучи по изградбата, браната на река Отиња да и биде доделена на стопанисување на општина Штип, која се јавува како инвеститор на проектот. Веќе го привршуваме проектот и наскоро ќе бараме градежно одобрение за ова насипна брана на Отиња од Министерството за транспорт и врски, а парите со кои што ќе се гради браната веќе се на сметката на Министерството за транспорт и врски, односно на буџетот на владата, со што веднаш после создавањето на условите, распишувањето на тендерските постапки, ќе започне изградбата на браната. Така што, да поедноставам, браната ја проектиравме ние како општина Штип, а ќе ја гради државата, веднаш по завршувањето на изградбата ќе биде предадена на користење на општина Штип. Втората важна точка за регионот најмногу го засега Пробиштип. Со владина одлука извршена е трајна пренамена на земјоделско земјиште во Градежно. Со ова се создадени услови за изградба на далновод трафостаницата Неокази во општина Пробиштип. Станува збор за решавање на проблемот со електрична енергија во индустријската зона Неокази, значи овде веќе постоечката Transport Foundry, но од скоро дојдената Чилам англиската инвестиција, но со ова Пробиштип отвора можност и за поголем, односно за голем број на нови инвестиции. Сето она кое што го имавме како обврска од страна на општина Пробиштип веќе е завршено во делот на водовод канализација, она кое што беше обврска на државата. Со вчерашната седница на влада веќе и овој проблем е надмина, така да Пробиштип веќе има можност за привлекување на нови инвестиции. На првата владина седница, која се одржа во општина од Источниот регион, синоќ се дискутирало и за заедничка иницијатива на општините во регионот за изградба на секундарна гасоводна мрежа, односно за пристап до поевтин и поеколошки енергенс, каков што е гасот, до граѓаните и компаниите во регионот.